Трамп изговори толку многу глупости и лаги. Јас мислам дека Трамп ништо специјално не ја мрази Европа и Европската унија повеќе, отколку што ги мрази принципите на европската демократија кои функционираат и во Америка. Значи Трамп мрази процеси, Трамп мрази демократија, Трамп мрази одговорност, антикорупција. Сето тоа што го прави во самата Америка, значи гази се што може. Компликувани компромиси, нема поим од ништо од историја. Сето тоа он го проектира кон Европа не затоа што нешто специјално ги мрази европјаните, туку затоа што е заљубен во режими како на овој на Путин, на Си Џинпинг, на сопствениот режим, каде што гледаш дека Конгресот е станат апсолутно, што викаат србите, мртво слово на хартија. Нема никакво влијание. Навреди разноразни 30 што држави, што персони, што за канадскиот премиер со каква одвратно зборуваше, бидејќи Трамп трпи се, само некој да не му ги одземе рефлекторите. Само некој да не биде повежен на сцената од него. Сепак најголемата навреда е испорача кон НАТО, кога во еден пасаж од неколку минути почна да објаснува дека НАТО никогаш не и помогнал на Америка. Да се потсетиме, единствениот пат кога НАТО се вклучи во заштита на сојузнички интереси беше именно после 11 септември и кажа дека војниците на НАТО бегале од фронтовските линии во Авганистан, што е една тотална измислица. Пази, тоа го кажува човек, чисто дедо избегна регрутација и служење во американската армија, чисто татко избегна регрутација и служење. Самиот Трамп побега од регрутација околу Виетнам. Значи човек кој нема никакво искуство, со ништо не може да се пофали, нити дека знае, ниту семејно дека доживеал некаков стрес околу овој тип на ангажмани каде што големите сили се вклучени